Здраво и добро дојавте во уште едно видео, каде што ова видео ќе зборам за сигнализирање преку G-протеин спрегнати рецептори. Значи, овие се едни од најчестите рецептори кои што постојат во телото и зависно од литературата не можам да најдам точни бројки, но некаде околу 800 до 1000 гени постојат за овие рецептори. И најголем дел од нив се користат за пренесување на сигнали поврзани со сетилата. Така, значи, со вид, со мирис, со вкус, но исто така се користат и за пренесување сигнали од хормони, различни фактори на раст, други пептиди и така натаму и така натаму. Значи, ова е рецептор на мембраната, односно се врзува со пептиди, протеини, но може да бидат дури под влијание на светлина. Океј, сега. Овие протеини, односно овие рецептори, се 7 трансмембрански протеини. Што значи тоа? Тоа значи дека е протеин кој што 7 пати ја поминува мембраната. Океј? И надвор има N крај, внатре има C крај. Значи, наваму е екстрацелуларно, наваму е интрацелуларно. Океј. Ако идете да гледате структурата, ќе видите дека е главно изградено алфа хеликси, има 3 јамки надвор, кои што се рекуваат екстрацелулар лупс, и има 3 јамки надвор, кои што се рекуваат интрацелуларни лупс. Но тоа е ептен детали. Сега барав по литература дали има некои класи како што се делат и да, има некои филогенетски истражувања, па како ги делат во различни класи А, Б, С, Д, Е, Ф, зависно, но тоа не е да толку битно. Интересно е дека, иако има околу 1000 гени кои што кодираат за овакви рецептори, има околу 100 и нешто, повторно зависи од литература до литература, за кои не знаеме со што се врзуваат, ги нарекуваат сирак рецептори, но тоа можеби не значи дека не се врзуваат со ништо, него едноставно уште не сме откриле. Во ред. Сега, внатре, во клетката, покрај овој рецептор или пак до него, одма прикачено, е G-протеин. Сега, ова овде што го гледате е G-протеин. И сега, пишува дека е хетеротримерен. Тоа го потенцирам, бидејќи постојат и така наречени мономерни мали G-протеини, и ги спомнам зошто се битни, но сега да збориме за овој. Хетеротримерен, тоа значи дека има различни 3 единици. И да, изградено од 3 субединици, алфа, бета и гама. Океј. Бета и гама се држат заедно и гледаме дека имаат котва во мембраната. Океј. Додека алфа си има посебна котва во мембраната. Овој протеин као G-протеин може да биде прикачен на самиот 7 трансмембрански рецептор или пак може да биде во непосредна близина. Океј, не мора секогаш да биде прикачен. Алфа субединицата, кога е во неактивна состојба, е поврзана со ГДП. Океј, значи поврзана со ГДП, односно гванин дифосфат. Океј, као што имаш АТП, аденозин трифосфат, ова е гванин трифосфат. Исто нуклеотид, поврзан со 2 фосфата. Инаку интересно, гето, дали, што е нуклеотид, гванин, во некоја литература е гуанин. Сега, на англиски е со У, гуанин. И во најголем дел од преводите на словенските јазици е со У, гуанин. Но во македонскиот, поради не знам, фонетски така треба да биде со В, гванин. Така што имам најдел книги на македонски, кај што некаде е гуанин, некаде е гванин. Така што, и јас знам во видеа некогаш го нарекувам така, некогаш така, но да знаете, тоа е иста работа. Зависи во прашање како сакате да се преведе. Небитно. Значи ГДП. Океј. Сега, протеинот си е ваков како што си е, кога рецепторот ќе се поврзе со соодветен сигнал, така што најчесто е некој протеин или мал пептид, се случува конформацијска промена во самиот протеин, така, значи ќе се измени малце структурата, така што ќе му овозможи на овој протеин ГДП да биде заменето со ГТП. Значи, кога беше со ГДП е во неактивна состојба, кога ќе се врзе сега со ГТП, значи ова ќе биде заменето и ќе биде поврзано со ГТП, преминува во активна состојба. Иако оваа промена се случува релативно пасивно, односно подпомогната од конформацијските промени на 7 трансмембранскиот протеин, може да помогне нешто што се нарекува гуанозин, односно гванозин, нуклеотиден exchange фактор.
Тоа е протеин кој што е некогаш прикачен на самиот Г протеин, кој што помага да се замени ГДП со ГТП. Сега, од кога ќе се случи ова, овој хетеротример на Г протеин се разградува на два дела. Ја добиваш алфа субединицата посебно и бета гама субединицата посебно. Сега вака одделени, алфа субединицата врзана со ГТП е активна, додека бета гама субединицата, таа димер што образува, понатаму си има своја патека на сигнализирање која што не е до толку откриена и не е до толку интересна моментално и нема да разгледаме, но и таа учествува во одредени процеси. Океј, значи не е дека само останува така за џабе, него учествува понатаму во други процеси. Сега, алфа субединицата може да откачи липидната котва и да се откачи и да действува во цитосолот. Во ред? Океј. Пред да продолжиме, треба да спомнам дека постојат различни Г алфа субединици. Океј, не сите хетеротримерни протеини, Г протеини се исти. Главните три се следниве. Г алфа стимулаторен, затоа тука стои СТО, Г алфа инхибиторен и Г алфа Q. Сега постојат и некои други во литературата, но не се уште добро елудицирани што всушност прават и нема ги спомнам. Овие се трите кои што се најбитни. И уште една работа пред да продолжиме понатаму, сакав да спомнам нешто за другите типови на Г протеини, односно тие мономерните мали Г протеини. Такви се протеините од RAS суперфамилијата протеини. И вакви се, RAS поврзано е со инсулинско сигнализирање, RO поврзано е со клеточен циклус, RAN и RAB поврзани се со везикуларен транспорт во и надвор од клетката и така натаму. И овие се многу битни, особено во истражувањата со канцери, и ќе спомнам понатаму зошто. Ама да знаете дека и тие постојат. Ајде сега да видиме како влијаат овие Г алфа субединици и што се случува. Г алфа стимулаторната субединица, значи Г алфа стимулаторна, влијае, како што кажува самото име, стимулаторно врз аденилил циклазата. Значи тоа е интегрален мембрански протеин кој што конвертира АТП во цикличен АМП. А тоа знаеме дека е секундарен гласник. Значи тоа го зборевме во претходното видео. Значи ова е секундарен гласник. И ќе видиме што понатаму се случува со тоа. Значи стимулаторната субединица влијае позитивно врз аденилил циклазата. Додека Г алфа инхибиторната влијае инхибиторно врз истиот протеин. Значи инхибиторната ја инхибира аденилил циклазата, стимулаторната ја стимулира. Прилично едноставно. Додека да видиме што прави Г алфа Q. Г алфа Q, да земеме вака. Оваа субединица действува стимулаторно на уште еден протеин кој што се наоѓа во мембраната е фосфолипаза С или маца подетам фосфолипаза С бета. Океј. Фосфатидил инозитол дифосфат во инозитол трифосфат и диацил глицерол. Океј. И овие две молекули исто така се секундарни гласници. Зборевме во претходното видео. Значи овие две молекули исто така се секундарни гласници. И понатаму ќе видиме како овие секундарни гласници, понатаму ќе се вклучи и калциум, ќе видите, се интегрираат во сите овие сигнални патеки. Но пред да продолжиме со тоа, малце да се навратиме на Г протеинот. Со цел да се инактивира активираната алфа субединица од Г протеинот, треба ГТП да премине во ГДП. Океј? Но имате на ум дека ГТП во овој случај не се користи како извор на енергија со цел да се изврши одредена работа. Океј? ГТП кога се поврзува прави конформацијска промена во алфа субединица така што може да извршува одредена функција. Ја прави ензимски активна. Можете да приметите дека во процесите каде што алфа субединицата вршеше активација на аденилил циклазата или на фосфолипазата, не се искористи ГТП. Океј, значи тоа е таму со цел таа да биде активна. Али не е потребно за да се користи, ова не е активен процес. Океј, се следи спрема законите на физиката, односно термодинамиката. Значи ова е начин на кој се регулира активноста.
Сега, како се случува од ГТП да се врати назад у ГДП? Интересно е дека самата субединица, значи самава алфа субединица, ја има таа способност. Она има ГТП-азна активност. Но таа активност е многу мала. Значи она ако ја оставиш подолго време, она самата ќе се врати у ГДП. Океј? Но тоа го прави многу споро. Поради тоа потребна е помош од други протеини. Во случај со малите мономерни Г протеини, има протеини кои што се нарекува ГТПаза активаторски протеини. Или накратко GAPS. Додека ако збориме, а најчесто збориме за хетеротримерни Г протеини, односно збориме за алфа субединицата само, се нарекуваат регулатори на Г протеинско сигнализирање, односно RAGs. Океј, значи ова се протеини кои што ја подобруваат АТПазната активност на самата субединица. Дали збориме за хетеромерна алфа субединица или збориме за малите мономерни Г протеини. Значи тоа се протеини тука со цел да ја подобрат ГТПазната активност на субединица, со цел да се смени ГТП во ГДП. Сега зошто е ова битно? Ако не се случуваше ова, алфа субединица постојано ќе беше активна. Океј. Сега ќе речеш, добро да е што ако постојано активна. Тоа е многу лошо. Например, ро протеинот, така малиов мономерен, е одговорен за клеточен циклус. Што ќе се случи ако постојано е активен? Не се конвертира назад во ГДП. Постојано ќе стимулира клеточна делба. Што е тоа? Канцер. Слично и со другите. Океј. Значи ако се постојано активни, стимулираат одреден процес и тоа води до каскадни процеси понатаму кои што или ќе доведат до смрт на клетката или ќе доведат до таа многу да се дели канцер. Дури 25% се смета од сите канцери се предизвикани од мутации што доведуваат до РАС, не откачи, не конвертира ГТП во ГДП, или пак мутации во еден NF1 ген, кој што создава GAPS. Ако тој ген наработи, нема GAPS, нема стимулација на ГТП-азната активност, ГТП останува, РАС постојано стимулира, имаш премногу АТП, цикличен АМП и тоа понатаму има даунстриминг ефекти што водат до клеточна пролиферација. Или пак ако инхибиторнава субединица има мутација и не функционира како што треба, повторно се случува истото. Стимулаторната само ќе стимулира, али нема инхибиторна со цел тука да го покрие тој процес. И ова други го користат некои патогени. Пример, колера токсинот влијае така што се нарушува оваа ГТП-азна активност, алфа субединицата не може да се врати у ГДП и останува постојано активна, се зголемува цикличен АМП, тоа доведува до излез понатаму на хлор и вода од клетките во цревата и доведува до диареја. Океј. Или пак друг пример е пертусис. Пертусис действува на тој начин што не и дозволува на инхибиторната алфа субединица да се активира уопште. И таа нема да се активира и нема кој да исклучи аденилил циклазата и постојано само стимулаторната работи и добиваш одредено патолошко обележје. Океј. Значи бактериите, одnosno и други патогени ги користат овие механизми, што е фасцинантно. Сега, оваа алфа субединица од која ќе се конвертира назад со ГДП во нејзината неактивна состојба, се враќа назад и се фузира со бета гама, да земам вака, со бета гама се фузира назад и си го образува хетеротетрамерниот протеин. Океј? Добро. Ајде сега да видиме кои се даунстриминг ефектите на цикличен АМП, на инозитол трифосфат и диацилглицерол во контекст на Г рецептор. Ајде да видиме сега како иде сигнализирањето преку цикличен АМП. Сега имате на ум дека ова може биде различно зависно од клетките, зависно од кои други сигнали се случуваат во тоа дадено време и колку е силен сигналот. Океј.
Значи цикличен АМП, главната цел му е да се врзе со протеин киназа А. Значи ова е еден протеински комплекс составен од 4 субединици, кај што се 2 регулаторни, а 2 каталитички. И потребно е да се поврзат 4 молекули на цикличен АМП со цел да се случи активација на овој протеин. Откога тоа ќе се случи, каталитичките субединици ќе се откачат и ќе бидат активирани. И понатаму нивниот ефект повторно ќе биде зависено за која клетка збориме, но идејата останува иста. Така тие ќе активираат едни протеини, кои ќе активираат други протеини и тоа ќе доведе или до генска експресија или до промена на активноста на некои ензими или протеини. И ќе спомнеме нешто конкретно, но првично спомнам дека интересно е дека еден од начините за како се регулира активноста на ПКА е тоа да овој протеин е прикачен од страна на така наречен А киназен прикачувачки протеин. Односно А kinase anchoring protein. Anchor е сидро, ама мислам дека практично да го преведем прикачувачки. Тоа е протеин кој што ја прикачува киназа А. И затоа се рекува А киназен прикачувачки протеин. Ајде да го бележиме. И овој протеин овозможува да ПКА се локализира на одредени делови од клетката и дополнително може да биде во пакет со други протеини, кои што или ќе инхибираат активноста на ПКА, или пак ќе ја стимулираат. Односно, овој АКАП го прикачува ПКА комплексот на цитоскелетот во одредени делови од клетката или пак во мембраната, односно на мембраната на одредени органели во клетката. И како ова всушност функционира, односно зошто е ова битно. Па еден од примерите е дека во срцевите мускулни клетки ПКА е прикачен на јадрената мембрана. Така да речеме дека оваа тука мембрана што е бележев е и на јадрото. Јадро мембрана. Океј. Сега, прикачен е заедно во склоп со фосфодиестераза. Поточно циклична нуклеотидна фосфодиестераза, ама ова е протеин кој што го деградира цикличен АМП до АМП. Значи, овој АКАП овозможува да фосфодиестеразата е заедно во склоп со ПКА. Сега, зошто тоа го прави? Бидејќи фосфодиестеразата ќе го деградира цикличен АМП во АМП, така што ПКА не може да се активира. Може да се активира ако има премногу цикличен АМП. Значи, ако има многу цикличен АМП, така што фосфодиестеразата не може да постигне, ПКА ќе биде активиран. Тоа значи дека ПКА може да се активира само при силни сигнали. Ако има мал сигнал, ПКА нема да се активира во мускулните клетки на срцето. Значи треба баш силен сигнал со цел тоа да се случи. И тоа активирање нема да биде пролонгирано, така како нацртаме график полого време, него ќе биде како пулс само. Значи краток пулс на активација на ПКА. Во ред. Ајде да видиме како може на друг начин да действува каталитичкава субединица од ПКА. Може директно да помине во јадрото преку нуклеарна пора, така нормално не може да помине низ мембраната, и внатре во јадрото, ево ќе направиме, ќе бележам само една субединица, не морам двете да ги бележам, се поврзува со еден протеин наречен цикличен AMP Response Element Binding Protein, односно КРЕБ. Овој протеин се врзува со соодветниот дел од ДНА, каде што има одреден сегмент, така да речеме овој што е всушност тој цикличен AMP Response Element, и овој протеин сака да се врзе таму. И од кој ќе се врзе, потребен е уште еден протеин да дојде, кој што се нарекува КРЕБ Binding Protein. Океј, ај ќе обележиме со некоја ваква боја. Значи има уште еден протеин кој што се рекува КРЕБ Binding Protein или всушност го бележат ЦБП. И ово е потребен со цел да се фосфорилира КРЕБ и како такви заедно, тука ева ќе нацртам ко помали, ќе се прикачат на тој response елемент, овој тука ќе го фосфорилира, го имаме и протеин киназа А и ќе стимулираат генска експресија на соматостатин.
Значи ова се случува во клетки кои што може да создадат соматостатин, односно тоа е хормон кој го инхибира хормонот на раст. Океј, бидејќи соматотропин е хормон на раст, ова е статин. Следно да го видиме сигнализирањето, што се случи нели овдека со G-alpha-Q, каде што идеше преку фосфолипаза. Инозитол трифосфат е хидросолубилен, така што се заминува на цитоплазмата, додека диацилглицерол останува прикачен со мембраната. Океј? Значи инозитол трифосфат оди до мембраната на ендоплазматичниот ретикулум. Нели, ако се наоѓа мускулни клетки, тоа ќе биде саркоплазматичен, тоа е иста работа. И стимулира ослободување, значи врза со рецептор, не е битно, ослободување на калциум од ендоплазматичниот ретикулум. Океј, значи ова е ендоплазматичен ретикулум и се ослободува калциум. Сега, калциум има многу функции внатре во клетката. И тоа може да се прави посебно видео сам за тоа. Сега ќе спомнеме дека во контекст на овој случај, калциум се врзува со протеин киназа С. Океј, С-то доаѓа од калциум. Така, додека овдека А-то доаѓа од цикличен АМП. Океј, значи калциум се врзува со протеин киназа С и тоа го тера у наводници, тоа иде преку цитоскелетот и одредени други протеини, но да се прикачи на мембраната, има едни рак протеини кои му овозможуваат да се закачи на мембраната. Но идејата е дека кога се закачи на мембраната, под дејство на овој диацилглицерол, кој што не се откачува на мембраната, се активира. И како таква активирана, бидејќи има структурно, има регулаторен дел, има каталитички дел, но не се одвојуваат. Кога активирана сега ПКЦ, има соодветни улоги, повторно фосфорилира, активира одредени протеини, дејствува генска експресија и така натаму и така натаму. Значи зависно од клетка ќе има понатаму други функции, дали зависно од сите други сигнали кои што се случуваат, од сите биосигнални патеки, повторно зависи од клетката, односно од ткивото и што се случува моментално во средината. Сега, сакам само нешто да спомнам плюс за калциум. Значи калциум е многу битен во регулација на многу метаболички патишта, сигнализација и така натаму и така натаму. Значи битен е во нервно сигнализирање, во активација на мускулна контракција и така натаму и така натаму. Сега, калциум, да, може да се ослободи вака со помош на изотил трифосфат. Има и други начини кои може да се ослободи калциум и главно е секвестиран во ендоплазматичниот, односно саркоплазматичниот ретикулум. Океј, сега, како се намалува калциум? Калциум се намалува користејќи соодветни пумпи, кои што најчесто користат АТП, но има и некои кои користат концентрацијски градиенти, со цел да се врати назад. Така, значи, разгледавме серка, кога зборевме. Сега, кога е слободен, калциум обично не действува сам по себе, као дека што видовме дека действува ПКЦ, обично се врзува со така наречен протеин калмодулин. И обично има афинитет за 4 иони на калциум. И брежам со црвена боја. Иако може да се поврза повеќе, главно со 4 се поврзува и сега е активен. И овој калмодулин нема ензимска активност, така значи не е ензим, но се прикачува на одредени протеини и при тоа возможува нената функција. Океј, така се регулираат одредени функции. Една од најбитните функционалности е дека се прикачува на калмодулин зависни кинази. Калмодулин dependent kinases или накратко се бележат CAM. Сега, CAM постојат од 1 до 4, има различни, но една од побитните е например CAM2, која што е битна киназа во мозокот. И го среќаваме во многу различни сигнални патеки. Океј, значи калмодулин е зависи од калциум и регулира одредени протеини. Во ред. Еден друг пример за сигнализација преку овие Г протеини е кога имаме сигнализација преку вагус нервот, користејќи ацетилхолин за срцето. Кога проба да сигнализира до срцето, мускулните клетки на срцето. И ацетилхолинот действува нормално врз Г протеин спрегнат рецептор, како што разгледавме, но при тоа овој Г протеин спрегнат рецептор кој што е асоциран со ацетилхолин има Г алфа инхибиторен сегмент, односно инхибира создавање цикличен АМП.
Супер. Но бета-гама субединицата која што се ослободува има сигнална улога така што се врзува со калиумови канали и ги отвара. При тоа, калиум искача и потешко е да се деполаризира мускулната клетка. И всушност има инхибиторен ефект. Океј? Значи, бета-гама действува врз калиумови. И овие Г протеин спрегнати рецептори кај срцето се рекуваат мускарински ацетилхолински рецептори, бидејќи има одреден алкалоид од некоја габа која што ги активира. Додека тие на скелетната мускулатура се никотински ацетилхолински рецептори, бидејќи никотин може да ги активира. Остана уште да разгледаме како всушност се терминира процесов. Значи, Г протеин спрегнатиот рецептор може да се адаптира или да се десензитира. Адаптирањето зависи од концентрацијата на стимулот, кој што рековме најчесто е протеин. Тој стимул по полека со тек на време може да му падне концентрацијата, и ако падне концентрацијата и земајќи предвид константата на афинитет, помалку и помалку ќе се врзува, помалку и помалку ќе сигнализира. Океј, значи помалку и помалку ќе има сигнализирање. Океј. Тоа е една работа. Друга работа е дека самите, како што спомнавме, алфа субединици имаат интринзична ГТПазна активност и тие полека си се инактивираат. Кога ќе прекине сигналот, така, веќе не се стимулира создавање на нови алфа субединици со ГТП на нив, полека ќе се инактивираат сами по себе. Океј, значи тоа е една работа. Дополнително, фосфодиестеразата, која постојано си работи, може да се зголемизијата активност и полека таа ќе го намали количеството од цикличен АМП. Бидејќи ако не се создава нов цикличен АМП, полека ќе се намали со помош на фосфодиестеразата. Значи тоа се трите начини, но ако нема прекинување на сигналот, самиот протеин ќе биде присилен тој да се интернализира. И тоа се случува со помош на тоа дека самиот протеин е фосфорилиран постојано. Значи, он кога ќе почне да биде активиран, постојано се додаваат фосфори на него. Океј, од кои се додаваат фосфори? Фосфори се додаваат, преку негативен фидбек или од ПКА, така, значи, или ПКА додава фосфори, или ПКЦ. Но, има и посебни протеини кои што се задолжни за ова, се рекуваат Г протеин спрегнати рецептори кинази, или, на кратко, ГРК. Има повеќе такви, значи ГРКС, кои што ставаат фосфори, така, на Г протеин спрегнатите рецептори. Еден таков е ензимот кој што го сретуваме кај бета-андрогеничниот рецептор, кој што се рекува бета-арк. Односно, тоа е всушност ГРК2. Океј, значи ГРК2 или бета-арк додава фосфори. Океј. И што се случува сега кога ќе се насоберат фосфори? Тие фосфори овозможуваат прикачување на еден адапторен протеин наречен арестин. Има различни арестини, океј? Но доаѓа англиски arrest, да уапсиш некој, да застане нешто, така што имаме најразлични арестини кои што се прикачуваат, ќе обележава со црвена боја, значи арестин. И овој арестин обично се прикачува баш дека вака некај на делот каде што се наоѓа Г протеинот и ја менува малку конформацијата протеинот, спречува да се прикачат некои Г протеини, но и доведува и до следни чекори кои ќе ги видиме. Инаку, овие арестини некогаш се шлепаат прикачени на бета-гама субединицата. Значи ги имаш овие арестини кои што се шлепаат за да стигнат до Г протеин спрегнатите рецептори. Сега, овој арестин да го попречува протеинот, но дополнително стимулира на неговата површина, таква е површината што стимулира да имаме интернализација на овој рецептор од страна на, тука доаѓаат клатренски молекули, АП2 комплексови и така натаму, и овој рецептор ќе биде интернализиран. И како би изгледало тоа, значи сега дека вака малку ќе скратиме, но рецепторот ќе биде внесен внатре во везикули и ќе остане така интернализиран, се додека не е поттикнат од други стимули, за пак да се врати во мембраната. Или пак дури ќе биде деградиран, некој што деградиран страна лизозоми ќе се фузираат тука и ќе деградираат рецепторот ако клетката смета дека има премногу рецептори. Океј.
Ајде сега да видиме само некои слики кои прикажуваат горе-долу се што зборевме. Ево дека ќе ги поминеме сликите на брзина, го имаме Г-протеин спрегнатиот рецептор, го имаме комплексот, алфа си е поврзано, бета, гама си е поврзано посебно, имаш некоја сигнална молекула, го активира, се активира, тие се поврзуваат, се отстранува ГДП, се поврзува ГТП и сега е активиран. Океј, како е активиран, односно кога е активиран, може да действува ако има GQ, така, тоа действува на фосфолипаза С бета, се ослободува диацилглицерол кој останува во мембраната, се ослободува инозитол 3-фосфат кој што действува на рецептор на ендоплазматичниот ретикулум, се ослободува калциум, тие заедно действуваат, го активираат протеин киназа С протеинот, окей, и тоа си продолжува понатаму, си има одредени ефекти. Да видиме што имаме друго. Овде имаме кога иде преку GS или GI во некој случај. Зависи повторно од клетка до клетка. Некои клетки имаат GS, некои имаат GI. Се поврзува, тоа иде до аденилил циклазата. Тоа действува така што се АТП иде во цикличен АМП, цикличен АМП се поврзува со ПК, кој што има регулаторен дел и каталитички дел. Се поврзуваат, се ослободува каталитичкиот дел. Тој, например, може да иде внатре во јадрото, да се активира со ЦРЕП, ЦРЕП се покачува ЦПБ и тоа се врзува со соодветна секвенца, се прави експресија зголемена на соматостатин. Овде имаме, што имаме? Ова е за калциум, како се ослободува ендоплазматичниот ретикулум, добро се ослободува, има како еден вид бран, кај што повеќе се ослободува, сите последователно се ослободуваат повеќе, но кога ќе се собере премногу, тоа подействува инхибиторно и тие се затвараат и има брановиден ефект на ослободување на калциум, као пулсеви доаѓаат. Овде имаме како се интернализира, добро, активен, тоа доведува да пополека се фосфорилира се повеќе и повеќе, кога ќе стигне до одредено ниво на фосфорилација, се прикачува арестин и е протеинот интернализиран. Што имаме сега други слики? Имаме повторно истото, но од друга книга. Овде ја земем пример бета-андрогеничниот рецептор, кој што е еден од првите откриени и еден од тие кои знаеме структурата, бидејќи има многу кои што не се знае. За ова се добивани Нобелови награди за откривање на овие структури и функции, но затоа го шлапнуваат у сите книги, бидејќи само тој го знаат. Мислам, знаеме деска и други, ама тоа е идејата. Добро, епинефрин, односно адреналин, се врзува, действува стимулатора, се прави цикличен АМП, се тоа што го видовме аденилат циклаза, зашто секогаш на тоа метера аденилил циклаза. Овде имаме како алфа субединицата од Г протеинот, така кога е врзана со ГТП е активна, кога е ослободена, односно кога е со ГДП е неактивна. Овде имаме за АК протеинот, односно А киназа anchoring protein, и дека е поврзано, така тука се поврзува цикличен АМП. Што имаме тука, повторно истото и дека учествува така што помага да донесе повеќе работи на исто место, така што може да има стимулаторен ефект, или пак да има инхибиторен, ако тука се донесе и фосфодиестеразата, така кој ќе го разгради цикличен АМП. Како кај срцето што беше случајот. Овдека повторно имаме само примерот е бета-андрогеничниот рецептор. Например, тука го имаме барк, односно GRK2, кај бета-андрогеничниот рецептор, дода фосфори, се доаѓа арестин, односно бета-АРР, кога збориме за овој рецептор, и се интернализира. Овдека имаме повторна сигнализација преку GQ, и тоа е тоа. Океј, тоа беше се. Се надам дека научивте нешто во ова видео и ќе се видиме во следното видео, каде што ќе збориме за ензим спрегнати рецептори. Довидување.